Скринингот на населението во Трубарево продолжи и денес. Мобилни пунктови се поставени со тимови на лекари од клиниката за пулмологија кои вршат преглед на мештаните, кој опфаќа мерење на пулс, сатурација и проценка на витален капацитет. Таму се прави и селекција кому му е потребен дополнителен преглед и анализа, вклучувајќи детални испитувања кои ќе бидат направени на клиниката за пулмологија. Во текот на вчерашниот ден, според официјалните податоци од Министерството за здравство, секој 10-ти жител на Трубарево кој дошол на преглед бил испратен на дополнително испитување. Според првичните податоци од терен, на двата пункта во првиот ден се прегледани вкупно 111 лица, 56 лица на пункт 1 и 55 лица на пункт 2. Пациентите се генерално во добра здравствена состојба, но кај 11 лица е утврдено присуство на иритации во грлото, поради што тие се упатени на дополнителни испитувања во клиниката за пулмологија. Според протоколот на здравство, скрининг ќе се направи уште два пати, по 3 и по 6 месеци, за да се споредат ефектите од загадувањето на воздухот по пожарот за отпад во Трубарево. За сега нема најавено скрининг за пожарникарите кои учествуваа во гаснењето на овој пожар, но и на пожарот во отпадот во Скопско Визбегово. Мештаните во Трубарево тврдат дека наутро и навечер се уште се чувствува силна миризба која доаѓа од отпадот, но и дека повремено се јавува чад, па и оган. Експертите предупредуваат дека иако се затрупани со земја, оштетените во пожар литиумски батерии се уште горат и ослободуваат опасни гасови. Вчера два камиони дополнително затрупуваа простор под кој се наоѓаат батериите, а пожарникарска екипа со една цистерна дежура во кругот на отпадот на F-групација. Обвинителството отвори истрага за кривично дело за загрозување на животната средина и природа со отпад, со која се офатени фирмата F-групација, Маријанчо Дамевски, собственик на компаниите Нула отпад и Леман, неговата ќерка Лора Дамевска и уште две лица. На Дамевски му е одреден 30-дневен притвор, додека на останатите осомничени им е изречена мерката куќен притвор.